Мазникот со тегнати кореј на прв поглед изгледа многу тешко за подготовка, но она што изгледа тешко е всушност мошне лесно. Следете ме во следните неколку минути додека ја подготвувам оваа пита и ви ветувам дека на најлесен начин ќе научите да го направите најдобриот домашен мазник. За да ја подготвите питата, замесете тесто од брашното, водата, солта и пецивото. Оформете тесто и поделете го на 4 еднакви дела. Секој од парчињата тесто премачкајте ги со масло за јадење и оставете ги да одстојат околу 10 до 15 минути. За тоа време подгответе го филот. Во длабок сад ставете ја урдата и додајте ги јајцата. Промешајте добро за смесата да се соедини и тргнете на страна. На чист чаршаф ставете ја првата кора и со помош на намастени раце започнете да ја тегнете. Доколку забележите дека кората не се тегне лесно, оставете да одстои уште 3 до 4 минути за да се впие масло во тестото, а потоа продолжете со тегнењето. Доколку не сакате да имате дебели краеви, со помош на нож отстранете ги истите. Кога ќе истегнете кората, нанесете од претходно подготвениот фил и пропрскајте со масло за јадење. И со помош на чаршавот превиткајте ја кората во тенок ролат. Целата кора превиткајте ја во форма на полжав, а потоа ставете ја во тавче, претходно премачкано со масло за јадење во кое ќе ја печете питата. Постапката повторете ја и со другите кори. Печете во загријана рирна на 190 степени околу 30 до 35 минути или додека питата не добие убава златно кафена боја. Се надевам дека ќе го испробате овој рецепт, а под коментарите на ова видео пишете ми како вие го подготвувате домашниот мазник. Ние се гледаме наскоро, а до тогаш имајте забавно готвење.